Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Партиите остануваат закопани во своите позиции. Власта инсистираат да се овозможи гласање на диаспората, опозицијата предупредува на можни злоупотреби. Левица не отстапува од барањето за една изборна единица. Значи дека преговорите за изборниот законник се пред пропаст по неуспешната координација во собранието. Сакаат повеќе пари, добре, еве, помалку нека има за нас, нека има повеќе за нив и за тоа сме сложни. Сме сложни да има една изборна единица. Сложни сме да ги прифатиме сите барања на СДСМ и коалицијските партнери на СДСМ. Немаме никаков проблем. Ние сме спремни за се да прифатиме, еве, јавно кажуваме, и една изборна единица, и поголем буџет за тие партии кои што не се во ние 4. Нека има, нека се рекламираат, ако им дошло до парите, еве, нека биде и тоа, само да го поминеме на изборниот законник, но очигледно дека таму кај тие политички партии свесни за поразот на следните парламентарни избори постои страв и се обидуваат да го бойкотираат за да не испорачаме 10 од 10. Сведоци сме на нов обид за изборен грабеж со гласовите од диаспората на шефот на организираната криминална група Христијан Мицкоски. Откако се спротивставивме и го блокиравме нивниот предлог за електронска кражба на гласовите од диаспората поради огромниот ризик од злоупотреби, сега се бара алтернативен метод за остварување на истата цел. Очигледно е дека ВМРО ОКГ нема намера да се откаже од злоупотреби и манипулација со гласовите на над 200.000 граѓани од диаспората. Замената на електронското гласање, без никаква контрола, со писма по пошта, без притоа ДИК да има можност да го регулира со консензус, не е гарант за безбедноста и контрола на слободно изразување на волјата на граѓаните, туку нова можност за изборни манипулации и нерегуларности, велат од СДСМ. Законник беше причината поради која работната група воопшто беше формирана. Една изборна единица не е ново барање на левица измислено преку ноќ, за неа се говори со децении. Таа стои запишана дури и во партиската програма на ДПМН. Пред само една година, Мицкоски лично апелираше за незино имплементирање како вистинска демократска реформа. Денес, истата таа идеја не само што ја нема во предложениот текст на законникот, туку целосно исчезна и од речникот на ДПМН. Наместо реформа што обезбедува вреднување на секој глас, јавноста се занимава со тема која вчера не постоеше. Најголемата измама на која ДПМН инсистира е дека електронското гласање на диаспората е најважното прашање за македонската демократија. Не е и никогаш не било. Таа не е препорака на ОПСЕ Одихара, не беше ветувано, ниту пак беше причина за формирање на работната група. Тоа прашање беше вметнато буквално на самиот финиш на работата на работната група и нешто за кое не постои консензус, велат од левица. Граѓаните силно го поддржуваат ограничувањето на пушењето на јавни места и во ugostителските објекти, покажува вториот дел од анкетата на Market Vision за МКДМК. Анкетата покажува и силно негативен став кон брзите кредити и продавниците за пари. Речиси 88% од граѓаните сметаат дека тие се социјално штетни, создаваат зависност и финансиски проблеми и ја користат ниската финансиска писменост на населението. Вториот дел од истражувањето покажа дека убедливо водство има ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Мицкоски и по 2 години власт. Мицкоски пак порача дека фокусот на владата останува работа во интерес на граѓаните, додека, како што рече, опозицијата секојдневно шири лаги. Од СДСМ возвратија дека анкетите се нарачани за да се прикрие, како што велат, падот на рейтингот на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Огромно мнозинство граѓани го поддржуваат законот за заштита од пушење, покажува вториот дел од анкетата на Market Vision за МКДМК. Речиси 84% од граѓаните се запознаени со законските измени, а од нив 68% поддржуваат да се ограничи пушењето цигари на јавни места и во ugostителски објекти. 1/3 од граѓаните пак се против законските измени, кои веќе го поминаа првиот филтер во собранието, а конечно усвојување се очекува по амандманската расправа. Голем е бројот на граѓани кои имаат негативен став и за продавниците за пари и брзите кредити. Речиси 88% сметаат дека брзите кредити се социјално штетни и неоправдани, создаваат зависност и финансиски проблеми и ја користат ниската финансиска писменост на граѓаните. Во однос на вчерашниот дел од анкетата, кој покажа убедливо водство на ВМРО ДПМН и Мицкоски по 2 години на власт, премиерот и денеска вели дека нивниот фокус останува работење во интерес на граѓаните, додека опозицијата секојдневно шири лаги.
Кај најголемиот дел од македонските граѓани тоа не успева, тие се свесни дека оваа влада, предводена од ВМРО ДПМН, работи, го остава срцето на терен во рамките на своите можности, се разбира кој работи може понекогаш и да сгреши, не може да сгреши само некој што ништо не работи, седи на страна и само се обидува да попречува додека некој друг работи. Така што ние ќе продолжиме да работиме, попатно е однапред се извинувам за некоја грешка што ќе направиме, се случува, само тој што не работи, тој не може да погреши, а тој што работи, тој ќе погреши понекогаш, но важно е да работиме и да го испорачаме тоа што граѓаните го очекуваат од нас. Од СДСМ пак велат дека анкетите се нарачани за да го прикријат слободниот пат на рейтингот на Мицкоски. Мицкоски поради собствените лаги во кампањата и сега додека ја води владата, толку многу го изгуби рейтингот, а криминалната организација ВМРО ДПМН загуби преку 150.000 гласови. Мицкоски упорно бара алиби од опозицијата за избори, секојдневно инсистира некој од опозицијата да го предизвика на избори, иако факт е дека тој веќе ги има зацртано датумите. Не може повеќе да чека економијата и буџетот целосно да се урнат, како што предупредивме, кога ќе нема повеќе пари, односно кога ќе се исцрпи можноста за задолжување за криминални партиски тендери, Мицкоски ќе биде принуден да распише предвремени избори, стои во реакцијата на СДСМ. Истражувањето на Market Vision е спроведено во периодот од 10 до 27 јуни, на репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Насилството меѓу малолетниците станува се побрутално, а последните случаи повторно го отворија прашањето кој потврла во превенцијата. Од училишни дворови до улици, насилството меѓу малолетниците станува се побрутално, оценуваат експертите. Сцените од тепањето девојче во аеродром и нападот со нож врз 12-годишник во Шутово Ризари се последни во низата инциденти што ја разбудија јавноста и го вклучија алармот во институциите. Изразената изолација кај младите, дисфункционалните семејства, лошата социјална положба, според експертите, се основата на врсничкото насилство. Загрижувачки е, како што велат, тоа што се спушта возрастната граница за појавата на девијантно однесување, односно сторители се помлади од 14 години, па законски не сносат кривична одговорност. Значи, законот не предвидел санкција за деца под 14 години и ме загрижуваат мене лично фактот што делот на наркоманијата ни се спушти под 14 години, кој што исто така е еден битен криминоген фактор за појава на целото ова насилство кое што ни се создават во државава овде кај нас. Мислам дека затајуваат превенцијата генерално на сите. Ѓурчевски вели дека иако најчесто се очекува реакција од полицијата, тој како поранешен полициски началник потсетува дека улогата на полицијата е реактивна, односно постапува откако насилството е веќе случајно. Превенцијата, вели, треба да доаѓа од училиштата, стручните служби и центрите за социјална работа, но како што додава, во пракса институциите најчесто реагираат кога последиците се веќе видливи. Судот и Министерството за труд и социјална политика се овластени органи за одземање и на родителско право, доколку станува збор за запуштање, за негрижа на малолетно лице, за запуштање во воспитувањето и така натака. Полицијата не е надлежна да одземи родителско право. Но, исто така сум поборец и за санкции према родителите. Тоа е многу битно прашање, затоа што самото санкционирање на родителите ќе ја зголеми врската за воспитување и грижа за малолетните лица. Во меѓувреме, во полицискиот билтен и денеска се регистрираат настани во кои главни актери се малолетници. 15-годишник во Велес украл автомобил и удрил во зид, додека негов врсник од Неготинско бил тешко повреден откако паднал со мотор кој го возел без дозвола. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Горивата од утре најверојатно повторно ќе поскапат. Премиерот Христијан Мицкоски очекува дизелот да се зголеми за околу 2 до 2,5 денари за литар, а бензините за околу 1 денар. Точната одлука ќе треба да ја соопшти регулаторната комисија за енергетика денеска. Мицкоски вели дека очекувањата за раст на цените се темелат на движењето на светските берци, каде изминатата недела нафтата поскапе за околу 5 до 6%, а бензините за 2 до 3%.
И покрај најавеното поскапување, премиерот тврди дека Македонија и натаму останува држава со убедливо најниски цени на дизелот и бензините во регионот. Врз основа на нашите калкулации имаме зголемување во текот на минатата седмица се извинувам, на нафтата, на светските берзи од прилика 5-6% и благо зголемување на бензините за 2-3%. Очекувам да имаме зголемување околу 2-2,5 денари по литар за дизел горивото и околу денар за бензините, но сепак да почекаме утре регулаторната комисија да ги каже последните бројки, со што повторно остануваме и покрај тоа што станува збор за берзански производ, убедливо држава со најниски цени на дизел горивото и на бензини.